Благодарам. Предпоставував дека ова ќе го одговорите. И видите, јас сакам да е така. И не само јас, туку и сите граѓани на Република Македонија, бидејќи не само предходниот скандал, Република Македонија 30 години е слушана и мислам дека истите актери се вклучени во тоа. Сега тука се плете и една друга приказна, ќе видиме како ќе заврши. Други актери вклучени, други правни лица вклучени, кои што веќе некои од тие учесници и имаат пресуди во Соединетите Американски држави. Но, како што велите вие, премногу е сериозна темава за да можеме да шпекулираме во јавноста. Но само сакам да ве потсетам дека Мицотакис истото ова го тврдеше, дека нема прислушкување во Грција. Ама, оставки веднаш после тоа си дадоа Панајотис Контелеон, шеф на тајната полиција, внукот на Мицотакис, Григорис Димитриадос, кој што беше генерален секретар на владата во Република Грција. Така да, и сега велите, обвинителството се занимава со овој случај, а обвинителот, Јовевски 1% доверба, кој што чека да го избереме уставен судија, кажете му дека нема да биде, вели, јавно кажа дека не е надлежен. Е сега на кого да му верувам јас? И граѓаните, не јас. Јас само пренесувам. На вас или на обвинителот Јовевски, кој што рече дека он нема надлежност за да ја испитува Сајтрокс, Предатор и така рече. Дали Сајтрокс е лоциран во Република Македонија? Дали преку Сајтрокс се прислушкуваат граѓаните на Република Македонија? Не прашав јас за Грција, не прашав јас за останатите земји. Јас прашувам за граѓаните на Република Македонија дали преку Сајтрокс, односно преку Предатор се прислушкуваат граѓаните на Република Македонија. Обвинителот пред неколку дена кажа дека тој не е надлежен. Сега вие велите дека он испитувал. На кого да веруваме? 1% не случајно имаат доверба. Не сум задоволна, или ајде да кажам, делумно сум задоволна од одговорот со надеж дека овој скандал нема да биде таков како што за жал 30 години ги живееме.